За многу години македонеци, каде и да сте. За многу години мој народе, за Македонија. Тра-да-да-да-да. Не ми работи она Че уствари имаше великденска песна една. На Великден сум се заљубил, а тој голем ден христијански, мили Боже ти ми поможи, кажи каде да ја најдам, мили Боже ти ми поможи, кажи каде да ја најдам. Туку остај ти песните и Христос воскресна. Нека ни е за многу години празникот на сите, само убајни да ви носи годинава, да си знаете јајца и насуво и во салатиче, мимоза или со крастајца, и да си се дотерате сите празнично, а неко мене вака во мајца. Сам намерно кладов оти црвена, нели, јајце црвено. Дури трзалицата ми е во тоа. А следниот тон што ќе го чуете е шо? Шпица. Ајде ба те пуштај. Ги скршивте јајцата? Или допрва по куќи ќе ојте јајца крши? Ние, ти кажем, право партал направивме се со Адамко, ама има уште многу, има и за по куќи одење, така шо допрва ге сеј мимози. Иначе дено убајна, си се спаковавме сите топтан тројцата фамилиарно, си ојдовме в црква, си запалиме свеќа. И нормално мораше се појави некој така. Да прашаме све. Крстено е бебето? Викам, не, уште немаме крстевка направи. Не смеј некрстено да влегва. Час збораш, мори. Не смеј, такви се правилата. Добро. Значи сакаш да ми кажеш дека туристи смеат да влегват. Небитно која вера се, дали верват уопште нешто или не, то нема врска. Рандом луѓе кој стигна смеи да влези, небитно ни каков човек е, ни шо има направено, ни ништо. Овие најчистите створења на свето, бебињата, не смеат да влезат, оти не се крстени. Ами пиши го турист тогаш. Некој правило, значи стварно немат смисла. Наместо кефој да се луѓето шо го носиш детето, ме свајаш уште непродено, го учиш на правилните вредности. Тие идат правила, ти кажуват некој, што немат благе везе со ништо. А добра, убав празник е, стварно весел дух. Нема смисла да го поминиш дено во објаснување за вакви работи. Денес е дено за радвање. Додуша не е ни за работење дено, а мај реков дур крши Адам од јајцата на баба му овде погоре, дур се допечи свинчето, малце да си поправиме муаве, да си честитам. Па после сите на кркање. Па после свинчето не чека едно јагне таму кај другата баба. Абе е тежок живот, холестероло да ужива. И бога ми ние како нација зависници сме на многу работи, ама најмногу сме зависници на холестеролот, на мрсно. Да додуше има и модерни луѓе вака, вегани да не речи, што му пасат тревата на животните, ама во 99% случаите изгорени сме, а се нафукаме месишта, мрсно вака да течи. Е, зато ми е омилен празник. Не дека на другите празници не се јади, ама сега сеј поу. Плюс шубо мириса куќата на козиња. Нека прости диетата, нека проштева. Може ќе вратиме некој кило нагоре, ама ќе испуштиме после, ќе пази. Нема, овој празник е сон за билдерите, особено за овие балк што прават, што растат, што се дујат ко хвасет, да се стега месо и мрсно на сите страни, да се оди в теретана, се крева. Зато душе ние одамна немаме ојдено, не жена, деца, фамилија. Ама зато па Адам ќе си го земам враци и ќе си го фрлам, ќе си го кревам, ќе си извежбам. И тој годинава мале, ама од година и тој ќе се приклучи на дружбата холестерол. Ако се погоди на татко му, на стрико му, на дедо му, не ќе може мајка му да не доизрани. Убајна. Исто знаеш шо е убајна за Великден? Широк согар. Значи цел народ издотеран, излезен, ќе си од црква, ќе си запалат свеќа луѓето, ќе си се прошетат, ќе си носат јајца за кршење, кои се сретнат динг-динг, ќе си искршат. Некои дури во други оџепи сол си носат, ќе му скршат јајцето, ќе си го излупи, ќе си го посоли, ќе си касни. Замера. И се ако имаш кршаче, ќе сеш гладен, ама носи си 2 за секој случај. Или 3-4, што е сигурно. Ама стварно широк согар ќе стално убав, пошто и обично луѓето се дотерани. Ама за Великден се дотерани. И еко ќе си дојда сите наград, а бремерат атмосферата весела, сите расположени. Убајно, место за кафе не можеш да најдиш, па шо да е. Пошто тие што си изгорени да седат на кафе и да цаурат, демнати за места, ќе се договори со некој, ќе станвате, не станваме и ќе ти офати одма. Нема шанса празно нај. Јас реално и никогаш и не сум бил некој посебен мерак, пошто не ни пијам кафе. Преви да прошетам малце, да се олабам, особено вака фамилиарно,
ич не мора да седам нигде. Ќе си прошетаме, паркчето здравие Боже си има клупички, можеме таму да седниме, а и не мора пошто треба спаднат и свинчето и јагнето. Битно тие што си изгорени за кафе ќе си најдат место и си седнат и сите се свртени накај широк сокак да гледат што се деша. Да цаурат и нормално да коментират се живо, пошто тоа е битолскиот начин. А да бидам искрен, најубо од се во овој празник ми се всушност вапцаните јајца. Не знам оти можда дека детето секогаш ќе живее во мене, ама како и да е стварно се радва. Од секогаш сум ги сакал различните начини на кои луѓето ги вапцат јајца. Мајка ми пример стално наоѓа некои природни начини за да направи нешто поинакво. Ќе земи со куркума, со цвекло, со не знам шо. Баба ми и нејзините генерации клаваја лисија пример од дрвата, ќе најдат некое помало ливче ќе оклад. И ќе излези пример јајцето бордо или кафеаво со ливче на него. Old school скроз. Ама ептен ми се лични тие. Жена ми пример ги бојадисва со бои обични, па ќе му накла еден тон лепенки пошто е мерак по лепенките. Па има некои ги обвиткуваат цели она како во боја некој фоли, не знам шо се. Да не знаеш дали ти е скршено јајцето или не ти. Да не можеш да го излупи. Па во чорапи ги клават, во не знам шо ги клават, а веќе што не прат луѓе. Како и да е, мене ми е стално убаво ќе видам јајца вапцан. Клаени во некое пајнче украсено, во некое гнездо или шо и да е. И пример влегваш кај нас имаш различни бои, имаш светки на нив чуда. Влегваш кај мајка ми имаш мермерни, имаш не знам какви јајца, ве чеши да ти е мерак одма да земиш и се крши. И сите сакаме да се кршиме со јајца, ама дали знаеме зошто баш со јајца се кршиме за вели? Тоа ме интереси. И ти кажам право, ко дете немав поим. Малце ко подпораснав ми текна еднаш од нигде никаде. Оти баш со јајца. И кој што е сега чат GPT популарен, тоа беше Google. Изедов из Google. И најдов некоја статија си пишеше таму, нели? За Великден се кршиме со јајца и на тој што ќе му остани здраво јајцето победва нормално и него ќе го прати здравие цела година. Тоа го знаеме си. Ама зошто баш со јајцата? И вика јајцето го символизира воскреснувањето на Исус. Тоа како што Исус излегол од гробот, воскреснувањето, тоест излегувањето на Исус од гробот е исто како кога ќе се скрши јајце и од него ќе излези новиот живот. Значи технички кршењето на јајцето го означува новиот живот, воскреснувањето. Ете таа е символика. Многу едноставно, ама многу убаво и многу моќно. А и многу релаксирачки, ја ти кажам право. Динг јајцата, одма поубаво на душата. Ќе направиш салатиче, уште поубаво. Живот бат. И да ти кажам право, мислам дека доста е за денес. Некако почне да ми кркорат цревата, толку беше од мимозата, не држи многу. Там таа држи, ама го знаеш дека свинче има. Тоа е. Ќе си ливкаш, ќе си подголтнуваш дур не дојде. Така што тука ќе ја завршиме епизодата. Ви останете ми со здравие. Уште еднаш за многу години празникот. Христос воскресна. Празнувајте, уживајте, сакајте се и ние се гледаме наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.